Добар ден на сите. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа, член 28 од Статутот на Општина Битола и член 53 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам вонредната седница на Советот на Општина Битола. Согласно член 28 став 3 од Статутот на Општина Битола, пред да отпочнеме со работа, да гласаме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 20 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Кој е за гласање за оправданост на причините за свикување на вонредната седница, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред и ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, на денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2025 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2025 година. Пред да отварам претрес, би ја замолила представничката од Општина Битола накратко да ни образложи зашто се работи во самата точка. Повелете. Почитувани советници, потребата за проширување на буџетот е поради добиена донација на основното училиште Климент Охридски. Се работи за грант добиен од Јапонска амбасада во износ од 4.930.195 денари. Износот е за реконструкција на покривот на училиштето. Во ред. Ви благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Или доколку некој има прашање? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е едногласно усвоена. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и истата ја заклучувам. Ви благодарам за присуството.